Штипјани ги бойкотираа супермаркетите во градот одзивајќи се на повикот од социјалните мрежи. Уште утринава можеше да се види дека вработените во маркетите имаат помалку работа од вообичаено, што навестуваше дека бойкотот ќе биде успешен. А дали од утринава го почитувате бойкотот за... Да. Не. Почитувам го, не улявам у маркет. Тоа што сам пазарувал од вчера и денеска не рачунаме. Па здрави. Бојкотот сепак за граѓаните не е гаранција дека пониски цени наскоро ќе има. Почитувам. А зашо почитувам да се прашам? А ќе ги намалат ли? Сигурни ли сте ќе ги намалат? Не знам дали сте вие сигурни во тоа. И да не сум ништо се сигурна веќе. Дали сметате дека бојкотот може да го направи тоа? Може. Но во некои маркети бојкот денес како да немаше, бидејќи купувачи доаѓаа и заминуваа со вообичаена фреквенција. Господјо, зошто не бојкотирате? Имам болен човек и мораше да му земам нешто. Господјо, зошто не бојкотирате? Извини. Зошто не бојкотирате? Здраво, господјо, зошто не бојкотирате? Добар ден, господине, зошто не бојкотирате? Не, фала. Без оглед на ова, сваќајќи ја сериозноста и потрошувачкиот револт, некои супермаркети ги намалуваат цените, обидувајќи се да направат баланс. Дали ова ќе ги одоброволи потрошувачите е неизвестно, бидејќи потрошувачката коштичка сега е повеќе од 62.000 денари. Годишната инфлација на храна во Македонија е втора на Балканот, бидејќи пред нас е само Србија, во споредба со земјите од Западен Балкан, но и Хрватска и Словенија. Бојкотот досега го поддржаа сите политички партии, а премиерот Христијан Мицкоски на некои големи маркети буквално им ги испрати сите инспекции. Бизнисот со храна во Македонија овозможува годишен обрат околу 1 милијарда евра и тој завршува во неколку најголеми синџери на супермаркети. Нивната нето добивка лани беше 35 милиони евра, што укажува дека тие во просек имале профитна маржа од 3,5%.